Јорданчо, добро утро. Уште еднаш за сите вас кои што во моментот сте на Телма. Говориме за првата линија за поддршка и помош на палијативни пациенти и нивни семејства. Јорданчо Јосипов, председател на Здруженијето Палиум, денеска за прв пат на фреквенција на Телма телевизија. Кидат илустрација, само ќе дадам соодветна најава за денешната тема, за оние кои што можеби не пропуштите на самиот почеток. Вистина, во време кога медицината бележи огромен напредок во лекување на многу заболувања, се почесто се одговара на едно прашање. Дали знаеме доволно добро да се грижиме за луѓето и кога лекувањето повеќе не е само единствената потреба. Според светските проценки, десетици милиони луѓе секоја година имаат потреба од палијативната нега. Голем дел од нив никој пат за жал и не ја добиваат навреме. Инаку палијативната нега денес се смета за не се смета само за медицинска услуга, тука за човеково право. Затоа што нејзината суштина не е само продолжување на животот, туку и подобрување на квалитетот, намалување на болката, обезбедување достоинство и поддршка на пациентот и неговото семејство. Во Македонија, јас би рекол, оваа тема се уште некако не ми е доволно отворена за јавноста, па добро е што Јорданчо денеска отвораме, иако старењето на населението, зголемениот број на хронични заболувања и потребата од домашна грижа ја прават се поактуелна. Токму затоа би рекол постои Здруженијето Палиум, кое преку линија за поддршка, едукативни активности, помош во домот, застапување на права на палијативни пациенти, настојува да покаже дека грижата не завршува таму каде што завршува и лекувањето. Знам дека има и светски ден на хоспис и палијативна нега. Секоја година се не подсетува на таа едноставна, но силна порека дека никој не треба да остане сам во најтешките, за жал, денови. Всушност и колку е важна таа медицинска терапија, ами и холистички пристап. И она што може да најдам, вели, палијативната нега денес е една од најбрзо растечките потреби во сите здравствени системи широм светот. Според World Health Organization, секоја година повеќе од 56 милиони луѓе имаат потреба од палијативна нега. Поголем дел од нив, за жал, не ја добиваат навремено, а инаку палијативната нега не е само грижа за пациентот, туку и за семејството, достоинство, психолошка поддршка и квалитет на живот, колку се може би во најтешките мигови или, ајде да кажам, збогувањето можеби од секој нас од физичкиот свет. Добро утро уште еднаш, ви благодарам. Ова ми е истина, колку што ме држи сеќавање прв пат да можам да отворам тема за палијативна нега или пациенти, или генерално која што е поддршка и за самите луѓе и за семејството. И честитки за 4 години од основањето на Палиум, кое што е здружение апропо за палијативната нега и пациенти. Добро утро, Марко. Одличен вовед. Значи, постоиме 4 години. Ајде да тргнеме од некој почеток. Палијативна грижа по дефиниција представува грижа во оној момент за пациентот, во оној момент кога завршува процесот на лекување. Значи, хемотерапија, што и да е. Сме ги исцрпили сите можности и пациентот е се уште жив, но влегува во една терминална фаза кога е потребно да му се помогне на него, потребно да се помогне на семејството. Во кој дел? Најтешките мигови би рекол. Дефинитивно. Крајот е веќе тука, треба да се справиме со него и како семејство, и како индивидуа, но и како општество. Зошто го велам ова? Затоа што пациентот е веќе известно дека го губиме, но треба да се работи со семејството, да се пружи психолошка поддршка, што потоа и како потоа. Од друга страна, пациентот го губиме, не е се уште тука и треба да му се пристапи, треба да му се помогне, треба да му се олеснат маките и страдањата и сето тоа како активности го опфаќа и го третира палијативниот третман, односно палијативната грижа. Убави бројки од Светската здравствена организација, за жал, тука некаде сме и ние како држава. Институтот за јавно здравје, кој што е надлежен за оваа материја и кој што ги следи бројките, вели дека секоја година имаме раст на нови случаи на малигни неоплазми. Малигни неоплазми се сите оние заболувања и дијагнози кои што потоа може да прогресираат и да завршат како малигно заболување, односно во народот познато како канцер или рак. Сега проблемот е што таа бројка според последните податоци за 2025 година изнесува 7241 ново откриени случаи на ниво на година. Ретко живеат повеќе од една година овие наши сограѓани, но баш затоа треба да им се помогне нивните семејства. Која ќе земеме предвид колку се нашите сместувачки капацитети. Имаме 2 хосписи во Скопје и во Битола со по 75 легла. Каде одат сите останати луѓе и како да им помогнеме како општество и како држава. Затоа споминуваме поддршка на семејствата на пациентите со палијативна нега. Самиот пациент има потреба од, да речеме, од нега, има потреба од
олеснување на маките и на страдањата, зависно од симптоматологијата, и сето тоа, ајде да кажам, се прави според некои протоколи и според упатите и кажувањата на соките кои што ги добива семејството од самиот лекар или од неговите конзилиум на лекари кои ќе се грижат за неговата состојба. Но психолошката поддршка и поддршката на семејството во смисла на тоа како да се справат со сето тоа, да остварат некои права кои што системот за социјална и здравствена заштита ги предвидува. Сето тоа на луѓето кои што првпат се случуваат со тоа им е доста стресно, им е доста напорно, изискува доста сили и ресурси кои што тие во моментот ги немаат, односно едноставно не се добро организирани како да ги остварат и како да дојдат до нив. Затоа постои Палиум, затоа постои линијата. Убаво наброја дел од нашите проекти. Она што е основно во нашата мисија е тоа, да ни еден пациент не почувствува дека е оставен сам, да поминува низ палиативниот третман, да знае дека има професионалци кои што во вид на невладина организација се грижат, да помогнат да овозможат еден поквалитетен живот во смисла на тоа да се даде вистинскиот совет во вистинското време за тој навистина да биде ефикасен. Без разлика дали се работи за некој ортопедско помагало кое што може да го поземат од кај нас, да го користат толку колку што имаат потреба и да го вратат, без разлика дали е тоа насоки и упати како да остварат некое право од областа на социјалната заштита, или пак ќе кажам она најважното, психосоцијалната поддршка која што ја добиваат од нашите експерти. Сето ова, вака сублимирано, најмногу е фатено со последниот проект кој што го работиме, кој што е во тек, а тоа е проектот првата линија за поддршка на палиативни пациенти и нивните семејства. Да, тоа сакам да ве прашам, зошто денес палиативната нега не се смета можеби, ајде, ќе кажам и во Македонија, сепак вие сте како здружение за поддршка и потик, меѓутоа не се смета за составен дел од современиот здравствен систем, а не само како дополнителна услуга. И апропо капацитетите кои што ги споменавте нели во Скопје, во Битола, и вашата линија е прв од ваков карактер, ако не грешам, нели, благодарение на Сдруженијето Палиум во Македонија, што можеби и укажа тоа за едно, односно укажа за празнините што постојат во системот, би рекол. Баш така. Значи, имаме систем, а со малку подобра координација, со поврзување на сите тие нитки како дел од тој систем, ќе бидеме поблиску до пациентот, ќе бидеме поблиску до неговото семејство и пак ќе кажам, вистинскиот совет даден во вистинско време ја дава својата ефикасна, ја оправдува својата ефикасна намена. Не дека немаме систем, не капацитетите се малку, но пак ќе речем генерално се во некои светски рамки, она што е потребно е отварање на социјални сервиси. Ние линијата наша ја гледаме како еден вид на социјален сервис кај што може тоа да се практикува и сакаме да остане да живее. Значи и пред тоа сме го работеле тоа. 30 години сум во јавното здравство, телефонот го знаат сите оние кои што имаат потреба и кои што и лесно се доаѓа до него. Кога видовме дека луѓето многу работи не им се јасни, кога многу работи не знаат, кога многу работи имаат потреба и помош, седнавме во здруженијето и покрај сите други проекти што ги работевме, го осмисливме и проектот линија за поддршка на палиативни пациенти и нивните семејства. Значи на едно место со еден клик, да речеме со едно вртање на телефонските броеви 070 404 566 и 070 404 567 да можат да се вртат на професионалци, да можат да добијат вистински информации и да можат сето тоа да го спроведат во дело, односно да го олеснат палиативниот третман, да речеме без разлика дали се наоѓаат во домашни услови или некогаш се јавуваат и кога веќе го почнуваат својот пат по институциите. Значи матичниот лекар ги упатува на дополнителни испитувања, влегуваат во одредени скрининг програми, ја дознаваат веста и тука веќе почнува всушност палиативниот третман кога се јавуваат кај нас и кога бараат конкретна помош и поддршка. Да, многу го објаснивте и што значи палиативен пациент, меѓутоа кога некој ќе ви се јави за помош, што најчесто бара? Каква е негата на палиативниот пациент? Медицински совет, психолошка поддршка или едноставно некој да го сослуша на моменти што се вели? И со какви случаи можеби најчесто се соочувате во вашата работа со здруженијето? Марко, секој случај е индивидуален, така и пристапуваме кон него. Два исти случаи буквално во пракса не постојат. Значи може да има иста диагноза, но симптоматологијата кај едниот пациент со другиот да има разлика небо земја што се вели. Пристапуваме кон секој индивидуално, пристапуваме со почит, пристапуваме со грижи и внимание и нашите сограѓани го чувствуваат тоа. Значи се јавуваат од најразлични причини. Некогаш имаат потреба од некое помагало кое што ќе го олесни третманот во домашни услови. Сепак се тоа луѓе кои се исцрпени и физички и емотивно, сепак се тоа луѓе кои што да речеме и најобична манипулација која што ние здравите луѓе изведуваме, на нив им е тешкотија. Сега конкретно ќе кажам пример со одредено помагало за движење ни самиот дом. Значи лицето се уште има сила, лицето не е залегнато во кревет и сака условно кажам тие последни денови да ги помине активно, односно да ги помине на нога. Оној момент кога веќе ќе се појави потребата од
од залегнување и негов третман во домашни услови, се разбира дека од долготрајното лежење се развиваат дегубитални рани. Па тука како здружение ускокнуваме во помош со позајмување на ортопедски помагал, односно со антидегубитален душак, со перничиња, со помош при хранење, има одредени додатоци кои се користат. Тоалетата е исто така многу битна за да може да ја спроведуваат во домашни услови. Не е тоа само сменија памперс пелената, него си има нивното достоинство, налага се додека се свесни да можат самостојно да ги обават своите физиолошки потреби. Имаме одредени помагала кои што се истакнати на страната на Palium со двела.мк, каде што буквално ги дадовме од нашето богато искуство со нашите сограѓани, ги дадовме со одредени технички спецификации, за да видат дали тоа помагало конкретно. Имаме тоалетна столица која што вака кога ќе се отвори офаќа некои добри метри 20, метри 40. Да видат дали имаат услови во домашни услови, да ја поземат од кај нас, да ја користат, со што ќе му го олеснат и ќе му го подобрат квалитетот на живот на самото лице. И тука се, да речеме, кај овие наши сограѓани исто интересна потребата, едноставно тоа е дел од здравствените протоколи што имаат потреба од дополнителни испитувања. И сега вие замислите, живее во зграда кај што во ред ќе го ставиме во количка и ќе влезе во лифт, но има специфики кај што некогаш не ја собира количката, кај што некои живеат во куќа кај што немаат лифта, треба да поминат одреден број на скали. Имаме телескопски шини кои што ги позајмуваме, ги користат. Се инсталираат, претпоставам да. Онака баш телескопски се отвараат, некаде 2,40 доаѓа должина, но се цврсти и стабилни и со количка, со помагало може да се помине по нив, го спакуваат, го носат во здравствената институција или лабораторија кај што треба да се направат испитувањата. Значи не е само ортопедски помагала, туку било какви елементи кои што се потребни кои што се од помош во тој палијативен третман, односно кои што задоволуваат некои нивни специфични потреби кои што еве на нас не ни се потребни. Така да постоиме за тоа и сега пак ќе се навртам на линијата. Постои, мислам, од нова година официјално почнавме, одзивот е многу голем, луѓето имаат потреба, луѓето прашуваат, луѓето се јавуваат. Официјален термин во кој што може да го направат тоа е од 12 до 16 часот од понеделник до петок. Да се јават на првата линија за помош. Да, со овие телефонски броеви кои што ги кажав, значи 070 404 566 и 070 404 567. Во сабота работиме од 12 до 16 часот. Се разбира, тогаш кога ќе го земам телефонот или кога ќе видам дека некој барал или може и да пишат, веднаш се јавувам, бидејќи знам во каква состојба се наоѓаат и тоа е она што ни фали како општество. Значи да ја развиеме малку повеќе општествената одговорност, да ја развиеме филантропијата. Често ни се случува една позитивна работа, морам да ја истакнем, ни се случува да одредено помагало кое што можеби и сами си го набавиле пред да дознаат за нас. Го набавиле, го користеле, тогаш кога завршила потребата, ни се јавуваат и велат да го донираат. Ние ја следиме вашата работа, ние сме пријатно изненадени колку се трудите и колку работите и ние би сакале ова помагало да се најде некој кој што навистина има потреба. Гледаме дека го работите тоа, ни се јавуваат, знаат дека ги стерилизираме, ги дезинфицираме и сето тоа завршува наму кај што навистина треба. Како општество мора да зрееме, Марко, мора да растеме. Она емпатија, она солидарност, она поддршка што треба да се ја пружиме, посебно на овие наши сограѓани, а секој може да се најде во таква позиција, е убаво да имаме вакви социјални сервиси. Колку и некој па да се критикуваме во тешки мигови каде што покажуваме некаков лош карактер или ајде ќе кажам нели кога имплозија, сепак ќе кажам на крајот сме луѓе. Преовладува човечноста и само тоа е начинот на кој што можеме да, знаете, ако успееме ова да стане, да речеме, имаме сродни невладини организации, имаме поддршка од успешни фирми и поединци. Ако сето ова успее да стане еден модел кој што ќе го пресликаме во општеството, мора да биде императив наш. Така. Нешто на што треба да се посветиме. Тоа е една од основните мисли водилки на самото здружение. Да помогнеме онаму кај што најмногу треба. Претпоставам дека како здружение единствено од ваков карактер, можеби за палијативна нега, сепак сте центрирани во Скопје. Дали има простор, можеби оваа приказна се прошири, можеби во други градови да се направи некаква децентрализација каде што ќе се обезбедат повеќе услови. Знам дека сам со неколку луѓе сте сепак, нели, што се вели потписници на здружението, меѓутоа. Марко, за овие 5 години помагаме и наши сограѓани од внатрешноста. Се обидувате максимално меѓутоа. На секој можен начин, Ќе ангажираме пријатели, роднини, луѓе, пак ќе кажам, благодарни на успешни фирми кои што имаат достава и кои што ќе се јавиме, ќе кажеме луѓе имаат потреба од ова и ова помагало, ние им го даваме бесплатно, само треба да им го доставите.
нема проблем, дајте да се договориме да средиме. Функционира, да, веќе се шириме, веќе буквално се евуваат луѓе од цела Македонија и се обидуваме на сите согласно нашите можности да помогнеме. И ова нека биде еден апел до јавноста да се вклучат што повеќе наши пријатели и подржувачи. И кога збориме за развојот на филантропијата, исто така не морам, но убаво е да го нагласам тоа дека првата линија за поддршка на палијативни пациенти и нивните семејства е овозможена финансиски покриена од Фондацијата доктор Верица Механџиска и ЗЕГИ. Многу ни значи тоа, бидејќи сето ова изискува средства за да може да се набават сите потребни материјали, за да може да се покријат телефонски, за да може ние како здружение да растеме и да инвестираме во тоа. Дека секој од нас, за жал, кога се збогуваме со некои наши пријатели, членови семејството, може да ги донираат своите ортопедски помагала кои што подлежат на стерилизација, потоа можат ли... Апсолутно, тоа го правиме кај нас, на наш трошок и потоа веднаш ги доставуваме оному кај што ќе ги побараат. Да, Јорданчо, дали имало ситуации кога повикот започнува само со едно медицинско прашање што се вели, а сепак ќе заврши како разговор за страв, осаменост, неизвестност и бидејќи констатацијата, јас ви кажав и зад камери дека секој од нас се соочил со Апсолутно. Ајде некаков да речам палијативен пациент, односно дел од нашето семејство бил да речам палијативен пациент, иако како термин можеби не го употребуваме. Ја ви споменав кога мојата баба во своите последни мигови од својот живот боледуваше до сериозно, можеби, прогредирање на Алцхајмерот. Тоа е болест на целото семејство. Тоа е всушност конкретната констатација, дека повикот не е само од пациентот, туку и повик може да биде било кој од семејството. Тука е малку специфична ситуацијата. Најчесто се јавува член на семејството да праша за помош и поддршка, односно како да помогне на својот најблизок. Се разбира, има случаи кога и самиот палијативен пациент ќе се јави и еве во живо ќе опишам како тече отприлика еден разговор. Да, најчесто се јавуваат со конкретно прашање кое што нив конкретно ги мачи и потоа отколку ќе ги слушаме, отколку директно ќе ги посоветуваме и велиме дали имате доволно време да поразговараме, бидејќи ние како здружение имаме еден образец кој што се придржуваме, тоа е анкетен прашајник од отворен тип. Што значи имаме сортирано прашања за да скенираме и да длабински да осознаеме состојбата во која што тие се наоѓаат. Да видиме дали имаат задоволени некои од правата кои што можеби ги следуваат од областа на социјалната и здравствената заштита. Да видиме дали имаат потреба од некој ортопедско помагало. Да видиме малку поконкретно дали имаат потреба од лабораториски испитувања, од памперс пелени, од можеби катетер, можеби некои интервенции кои што можеме да ги упатиме, дали се тоа приватни или јавното здравство, кај што може да ги остварат без да се изложуваат на дополнителен трошок. Целиот тој прашајник е некаде околу 15 прашања и не одзема повеќе од 5 до 10 минути, зависно од соработката. Да тука, освен првото прашање за кое што тие им се јавиле, кое што нив им е приоритетно во моментот, тие самите ги идентификуваат и ги откриваат потребите кои што ние можеме да им помогнеме. И најчесто никош не остануваме на еден повик, бидејќи работиме, пак ќе кажам, со живи луѓе, работиме на жива материја која што е динамична. Утрово пациентот има потреба од тоа, тие не се ни свесни дека во текот на денот може да влоши ситуацијата, може да прогресира или можеби ќе се појави потреба од нешто друго. Пак ќе кажам, затоа постоиме, затоа и работиме јавно и транспарентно, затоа постои нашата веб страна кај што ги имаат сите оние податоци, кај што може да претходно да прочитаат, да видат што се нудиме и едноставно кога ќе се јават сето тоа да оди многу побрзо, за од друга страна да оставиме време и простор да можат и други наши сограѓани да се јават на линијата. Многу е важно да напоменам дека линијата има како се вели дупли броеви, односно по 2 броја на еден телефон, кај што се разбира го примаме повикот, тие ја слушаат говорната порака, која што буквално оди дека се јавиле на првата линија за поддршка на палијативни пациенти и нивните семејства и дека позвучниот сигнал ќе им се јави нашиот оператор. Јасно. Така да тоа е на наш трошок. Јасно. Светските прогнози, колку што можев да забележам, покажува дека бројот на луѓе на кои ќе им биде потребна палијативна грижа значително расте во децениите. Подготвени сме тоа, Јорданчо? Не. На сите обуки на кои што одевме и онака и пред тоа како професионалци во здравството, ни фали здравствен персонал. Едуциран, квалитетен здравствен персонал. Меѓународните проценки велат дека ви е потребно 5 до 10 години да изградите вистински здравствен професионалец. Цела структура. Баш така. И тоа чини и за тоа треба да се размислува. Веќе навлегуваме во едно прашање кое што се вели стратегија.
Нас како држава ни фали национална стратегија за палиативна грижа. Една од ретките земји, а како земја аспирант за членка на Европска унија, тоа е една наша обврска во кластерот здрави. Зошто го велам ова? Затоа што сите соседни земји имаат национална стратегија. Национална стратегија се прави врз основа на бројките. Мора да ги земеме бројките од Институт за јавно здравје, ви кажав, фрапантни си и онака загрижувачки се, бидејќи тој број расте, тоа е и во светски рамки, но ние треба да гледаме за нашите сограѓани, за нашите луѓе. Тоа значи да видиме во секое населено место колку такви случаи има, тоа значи да возможиме палиативната грижа да дојде кај нив, бидејќи и по дефиниција и во пракса палиативната грижа освен во хосписот како институционална форма може да се дава и во домашни услови. Зајакнување на социјалните сервиси, инвестирање во децентрализацијата. Што значи тоа? Ќе го спомнам примерот со Хрватска, земја со која што сме делеле, нели сме биле дел од една заедничка држава, од еден заеднички здравствен систем. Во меѓувреме, од нивното осамостојување тие работеа на таа децентрализација. Во нивните жупании нагласија медицински центри, каде што секоја здравствена установа согласно нивните капацитети мора 5 до 10% да одвои и тие кревети да бидат строго за палиативни пациенти. На тој начин нема потреба пресликано. Тука нема компромис повеќе, значи претпоставам дека пресликано во македонски услови. Палиативниот пациент од Струмица не треба да се носи ни во Битола, ни во во Скопје, него да има легла болнички со професионална нега обезбедени во Струмица. Истото, тоа се регионални центри каде што ќе можат сите оние општини што гравитираат да се приберат таму. Но стратегија се прави на ниво на држава, стратегија се прави со вклученост на Институтот за јавно здравје, со Министерството за социјална политика и демографија и млади, Министерството за здравство, Фондот за здравство на кој што треба сето тоа финансиски да го покрие. Често разговараме на обележувањето, го спомнати одлично беше тоа. Мора да работиме на популаризација. Денот, меѓународниот ден за хоспис и палиативна грижа. Октомври имаат една интересна дефиниција нашите пријатели од Светската организација кои што велат дека секоја втора сабота во октомври. И ние се придржуваме до тоа. Го обележуваме денот, во таа често организиравме и 2 концерти во општина Ѓорче Петров, значи се трудиме на секој начин да се сензибилизираме јавноста, да истакнеме дека постои оваа целна група која што расте, дека на овие луѓе навистина треба да им помогнеме бидејќи тие се одраз за тоа колку е нашата хуманост како општество, колку ние сме зрели како општество и како индивиди. Сдруженијето Палиум во овие 4 години успеа да потикне некој од капацитетите сместувачки во болниците ширум земјава, колку и да се можеби на број да обслужат можеби палиативни пациенти? Не, се уште не сме дојдени до тоа, тоа е една од заложбите кон која се трудиме. Имаме блиска соработка, би кажал, и ние сме задоволни. Макар да си 500 се вели, значи збориме за и помалите градови. Да, Марко, но ние како невладина организација немаме ингеренции во тој дел. Ние можеме само вака преку разговор со директорот на фондот кој што бил гостин на нашите средби на обележување на денот на хоспис и палиативата, на некои професионалци од Министерството за здравство кои што ја кројат таа политика, да седнеме сите на заедничка маса и да донесеме таа стратегија. Ќе донесеме стратегија, тоа ќе биде нешто под кое што нема да се симнеме. Со високи стандарди, со квалитетна нега и поддршка, со помош која што е кога пациентот ќе ја добие тогаш кога му е најпотребно. Она што ние како невладин сектор го работиме е тоа, креирање на јавната свест, да станат нашите сограѓани. Буквално не си првиот и единствениот кој што истакнал дека кога ќе почнеме да раскажуваме што работиме и што е палиативна грижа, знаеш, ние во семејството имавме таков и таков случај, независно дали поблиску или подалеку. Секој од нас се среќа, бројките го потврдуваат тоа. И ќе се сретне. И ќе се сретне. И сега треба да размислуваме, пак ќе речам, да, зголемување на капацитетите, да, децентрализација, но и социјални сервиси кои што уште поблиску, мали мобилни сервиси кои што многу поблиску ќе бидат до самиот палиативен пациент и ќе може да пружат квалитетна палиативна грижа, но сето тоа да биде многу поорганизирано. Ова што го збориме ние со нашата база на палиативни на ортопедски помагала е некаде околу 30 помагала. Замисли колку ни треба за да допреме до секој пациент, колку ни треба да буквално од моментот на поставување на дијагноза да го ставиме во некој систем кај што континуирано ќе добија поддршката. Пак ќе кажам, да, скапа работа, но тука веќе доаѓаме до една работа што сите ние како здравствени професионалци учиме во прва година во средно медицинско. Подобро да се спречи отколку да се лечи. Со јакнењето на свеста ќе ги упатиме мажите на први превентивни прегледи, конкретно кога збориме за машкото здраве во новембар, па тој број не да биде десетици илјадници мажи, него буквално да нема маж, се збориме за таа целна група, да нема маж кој што нема да биде офатен со тоа. Бидејќи секоја болест се лечи, посебно кога ќе се открие на време. На време, така е. Тоа е поентата и тоа е една од заложбите на Палиум како здружение, да успееме да кренеме јавната свест. Прво за оваа целна група, а второ индивидуално секој за себе да биде лично одговорен, да внимава, да ги открие своите слаби точки, да внимава на нив, да ги покрие, да речеме, со холистички пристап пред да настапи болест.
Со тоа помалку ќе оптеретиме здравствениот систем, со тоа помалку ќе ги оптеретиме професионалците и ќе овозможиме да многу наши сограѓани на време ја откријат лошата дијагноза и на време го почнат третманот кој што нема да доведе до волкави бројки и нема да донесе толку финансиски трошоци за целиот систем. Да, колку претпоставам дека ова ми се наметна прашањето дека важна е можеби неопходна соработката помеѓу и државата, меѓутоа и сите здравствени установи, меѓутоа и граѓанскиот сектор. Апсолутно. Ние цело време за тоа се залагаме. Баш така. Сите чинители да седнеме на заедничка маса со своето делување. Многу интересен примерот, мора да го кажам. Проектот од Европска унија беше оценет многу позитивно. Луѓето беа изненадени. Ние со тој проект, да не кажам сега, по принципот на филантропија одевме, како што го добивме проектот со фондацијата доктор Верица Механџиска Изегин, така се обративме кон неколку успешни фирми. Им рековме, не е некоја голема пара, дајте да го направиме тоа, ќе значи многу. Нашиве луѓе, нашиве успешни предприемачи нема некој сен за тоа. Додека луѓето од Европската унија го препознаа бидејќи на запад тоа веќе функционира. На запад не е ништо ново да имате покрај официјалниот систем, да имате вие социјални сервиси кои што ќе покриваат, односно ќе олеснуваат или ќе преземат дел од улогата што ја изведуваат, што треба да изведува системот. Ќе се растерети здравствениот систем, ќе се создаде една меритократија. Пак ќе кажам, мислам дека влегуваме во една фаза, еве, имаме некои разговори и со луѓето од Министерство за здравство и со фондот. Мислам дека за да се обезбедат капацитети, да се обезбедат капацитети, да се направи децентрализација и да сето тоа да се стави во една правилна рамка, да имаме национална стратегија за палијативна грижа. Во моментот може само да се обслужат пациенти во Скопје и во Битола, тоа е тоа. Се обслужуваат пациенти од цела Македонија, но 2 сместувачки капацитети се тие. Да, официјално како хосписи, онака како што треба. Една дефиниција ми остана кога го спремав својот постдипломски труд, една дефиниција ми остана, вели хосписот не е градба. Знаете, некако во последно време убаво е што имаме вложување во здравството. Пак ви кажав, за да изградите можеби хоспис онака со сите стандарди ви требаат 2 години, ама да изградите професионалец кој што ќе работи во тој хоспис, рековме 5 до 10 години. Без 5 години не сте. Да. 5 до 10 години онака да знаеме дека имаме човек кој што во секој време ќе одговори на својот позив бидејќи е благородна, но и многу тешка работа. Ке ми дозволите ве, ако некој има гледач можеби прашање, чисто слободно колега од режија, оставете телефонски број ако некој можеби има прашање, бидејќи многумина се соочуваат во моментот за жал можеби со своји најблиски членови од семејството и пријатели кои што се палиативни пациенти, па чисто можеби нели да им дадете поддршка. Светскиот ден на хоспис, втората сабота во месец октомври и палиативната нега секој пат ја потенцираат пораката за тој универзален пристап за палиативна грижа. Чинам дека денес е привилегија или право? Право е од секогаш. За жал, испега дека е привилегија за одредена структура на луѓе. Колку во земјите во Европа палиативната нега е дел, едноставно не е преседан, туку е дел од капацитетите и да? Многу. Марко, интересен е случајот, сега ќе кажам. Вие споменате Хрватска дека е еден убав еклатантен пример за земјите од Балкан. За направена децентрализација. Од Хрватска нагоре, како што се движиме до Англија, да речеме географски, системот е многу поразвиен. Ама онака баш имаат систем кај што е вклучен граѓанскиот сектор, кај што ќе земеме сега католички веземи, кај што е вклучена католичката црква во вид на волонтери, го истакнавме проблемот со работната рака, го истакнавме проблемот со недостиг на професионалци. Таму делот католичките здруженија и католичката црква го презема делот за нега. Пак ќе речам, на тие луѓе тоа им треба. Ние имавме една интересна обука која што ни изведуваа странци, мора да го споделам ова со нашите гледачи. Разговараме се, меѓу другото бевме представници од Македонија, беше интернационална обука. Разговараме, да речеме, 2 дена за палиативи и едно време се врти нека нас вели: "А зошто вие од Македонија доаѓате да учите за палиативна нега, кога го имате најголемиот палиативец?" Онака мислам, во принцип 30 години работам во здравство, сум дел од тој систем. Кој е се толку голем палиативец, човек кој што е символ за палиатива? Велам, искрено не ми текнува. И онака ме гледа, хајде уште малку размисли. Викам, искрено не. Бев, покрај тоа што бев представен на Палиум, стоеше и името на мајка Тереза. И онака, случајно ми води поглед, викам, да не е мајка Тереза. Еклатантен пример. Човек без образование, но со силна желба, со силна визија што сака да помогне на луѓето, го посветува својот живот, добитничка на Нобелова награда, подосна и беатификација. Едноставно е пример за што е тоа за... И импонира дефинитивно. Дефинитивно.
Пак ќе речем, многу останува повеќе најдоброто акцент. ехо покрај многуте мајка Тереза за истото. Светските податоци Јорданчо покажуваат дека само околу 14% од луѓето кои имаат потреба од палијативна грижа на вистина ја добиваат. Што ни кажува ова бројка за современиот свет? Покажува дека не е доволно покриеност. Не би ја коментирал бројката, го знам изворот, но знаеш што е интересно, Марко, што ова се официјални податоци од таму кај што можеле да се соберат податоците. Се уште не имаме целосна покриеност. Ние сме асоцијативна членка на Светската хоспис и палијативна асоцијација. Интересното е кај нив што тие покриваат 190 земји. Кај што на некој начин добиваат податоци. Што ги даваме ние како граѓански организации. Пак ќе кажам, ние во Македонија сме благодарни на Институтот за јавно здравје и затоа велам дека сите заедно треба да работиме, бидејќи го покрива тој сегмент и добиваме точни бројки. Но како да добиеме соодветен процент, колку во Македонија овој процент е многу понисок. Тоа покажува дека не сме изградиле систем. Тоа покажува дека немаме помош и поддршка за овие наши сограѓани. 14%, знаете колку е малку во однос на така. А кај нас гарантирам, врз основа на податоци и бројки, дека тој број е многу помал. Ова е нешто што треба да ни биде императив на сите ние кои што работиме со оваа целна група. Кои би биле следните цели од Сдруженијето, бидејќи 4 години макотрпно работење, би повикал секој кој што гледа дека може да направи некаква донација која што ќе биде неопходна следниот период. Активна веб страна, активни профили на кои што се следи целата наша работа. Хајде се малку и пошироко да погледнеме. Еден од проектите на кои сме посебно горди беше кампањата Корупција не достоинство пред се. Македонија минатата година стресува два огромни скандали. Таа е на хосписот и палијативна нега беше како тема наслов или грешно, така? Да, така го обележавме. Бидејќи, пак ќе кажам, тие денови ги обележуваме за да ја кренеме јавната свест, да допринесеме кај нашите сограѓани да бидат свесни дека, убаво рече, дека не е привилегија, туку е основно човеково право, пропишано и во Универзалната декларација на човекови права. Лекувањето и правото на живот. Ние го правиме само тоа, ништо повеќе. Значи, лекување тогаш додека може, правото на живот е неоспорно право и достоинствен крај. Да ни еден човек не почине сам, да ни едно семејство не биде само да се бори со болест, бидејќи е онака баш мултисекторски проблем. Бидејќи задире и во социјалата, и во здравството, и во основното човеково право, и во секојдневното живење. Поентата ми беше, денот го обележуваме баш за тоа, да ја кренеме јавната свест, да успееме што повеќе наши сограѓани да сензибилизираме и се разбира, секој може да помогне, секој може да се вклучи и да биде дел од една убава мисија кај што ќе подадеме рака, кај што ќе помогнеме на многу наши сограѓани. Со тоа помагаме и официјално на властите, но и созреваме како општество да знаеме дека постојат луѓе на кои што може да се обратиме во тие моменти. Би било најсоодветно можеби и секоја општина во иднина да можеби има простор да обслужи или свој сервис за поддршка на палијативни пациенти. Вистина ќе би го посекам тоа. Ние го понудивме на некои од општините, не наидевме на разбирање. Пак ќе кажам, секоја општина има служби за социјална грижа и има собствени ресурси, има собствени возила. Многу е лесно ние да бидеме основната база од кај што ќе ги позајмуваат помагалата и да си ги носат до своите сограѓани. Од друга страна, реков пред малку го истакнавме бројот со бројките. Проблемот со бројките. Секоја општина преку своите социјални служби може да направи анкета и многу побрзо и полесно да ги дознава луѓето кои што се на почетокот од палијативниот третман или се на почетокот од воспоставување на дијагнозата дека тие во иднина ќе станат малигни пациенти. Па уште тогаш да се изнедат форми и начини, секој спрема своите специфики, да може да се помогне. Постојат многу модели и начини, една неисцрпна тема, можностите се големи. Ние конкретно во иднина повеќе би сакале да се насочиме кон тоа. Отварање на дневен центар, каде што на едно место ќе може да ги добијат сите услуги, законски треба да се регулира за да можеме како невладина организација да даваме здравствени услуги. Од друга страна, пак ќе речам, нешто што како општество, нешто што го пресликуваме од запад, како општество се прави, е само јакнењето на јавната свест во однос на овој проблем. На времени испитувања, секоја целна група се има пропишано, професионалците одредили, има протоколи, кога се почнуваат испитувањата, кога се прават скрининг програмите, кога се прават обичните испитувања со ПСА, конкретно да речеме кај мажите и ред други работи. Само треба да ги следиме, само треба да ги известиме нашите сограѓани и условно кажано, не да ги натераме, туку да ја развиеме општествената и личната свест дека секој треба да води грижа за себе. На тој начин градиме едно поздраво општество. Јорданчо, кога го основавте Палиум, имаше или што беше најголемиот можеби предизвик, недостаток на услуги тогаш или на свест дека вакви услуги воопшто се потребни? Повеќе на свест. Да. Повеќе на свест. Пак ќе речем, некако како општество заостануваме.
Сакам да кажам дека напредуваме. 4 години се релативно мал период за да може да се смени нешто, но нашите индивидуални работи и проекти, активности го покажуваат тоа. Мора сите заеднички да работиме на тоа. Имаме сродни организации со кои што потпишуваме меморандуми на соработка, некако во последно време стануваме видливи и препознаени, значи ние работиме 4 години, пак ќе кажам, нас не препознале донатори како УСАИД и Европска унија, не препознаваат нашите сограѓани кои што може да помогне. Сега збориме за институциите. Би апелирал повеќе во тој дел, бидејќи ние сме дел од оваа држава, дел од овој систем и сакаме да помогнеме на нашите луѓе. Да, црпиме меѓународни искуства, да, соработуваме со меѓународни организации, но она што е главно, ние треба да го направиме од нас за нас. Верувам дека имало ситуации кога можеби 10-15 минути јавување ја минува целата перспектива на едно семејство, благодарение на Сдруженијето Палиум. Дали сте имале, претпоставам дека тешки повици досега, или би прашал дали луѓето повеќе бараат информација или надеж од Сдруженијето Палиум? Марко, би те коригирал малку, нема лесен повик кога се работи ваква линија со ваква целна група. Но ние како професионалци сите, од мене има и многу поискусни, има луѓе пензиониран доктор кој што е во пензија, но кој што целиот свој живот го посветил и кој што едноставно размислува на тој начин. Кој што кога ќе му се јават знае, да речам, меѓу редови ги чита. Не му треба да го пополнува прашалникот. Прашалникот е повеќе за нас и за помладиве соработници. Нема лесно јавување. Луѓето се јавуваат бидејќи бараат надеж. И интересна работа што ја доживеав, конкретно јас бев на линијата како оператор, се јавува наш сограѓани со кој што веќе 2 месеци интензивно контактираме и ми вели денеска немаме никако проблем, тоа се јавување на дневна основа бидејќи нели се менува состојбата и сакаат да не известат. И се чувствуваат тие прво посигурни, второ вели не ви се јавуваме за ништо, само сакам да кажам дека имаме доверба во вас. Тоа е оно за што ние постоиме како невладина организација. Соочени со скандаливе што ги спомнав, соочени со недовербата во здравствениот систем, поради неможноста да одговори, и сега се викаат овие луѓе одвоиле од своето слободно време да го посветат на нас. Тоа го ценат луѓето. Поминува оној шок, да речеме, не дај Боже, ќе го изгубат својот близок. Поминуваат оние традиционално христијански денови и воопшто сите религиозни денови на жалење, а дури отпосле стануваат свесни. Чека, овие луѓе во тој период нас не се најдоа. Веќе имаме такви случаи, пошто 5 месеци не е многу долг период. Во тој период не и имаме разбирање. Рационални не сме во тој. И само ги замолуваме, повелите дојдете во канцеларија да оставиме линијата за оние кои што навистина имаат потреба, како вие кога бевте во тој момент, и тие се кооперативни и тие соработуваат. Па доаѓаат да донесат нешто, доаѓаат да поразговараат, доаѓаат да прашаат како може да помогнат. Тоа е она што ни дава надеж на нас како волонтери во Палиум, дека можеме да придвижиме и дека нешто веќе придвижуваме во свеста на луѓето. А на што сакаме да се насочиме во иднина? Пак ќе кажам, на превентивата, Марко. Мора да работиме сите на превентивата. Не да чекаме одредени датуми, се во ред, ние се врзуваме како организација и нас не е битен тој датум, бидејќи е тоа со официјален постер, со официјално мото, се споделува во сите вакво ТВ куќи, печатени изданија, дали интернет или во печатена форма. Да, се обидуваме да допреме до нашите сограѓани. Линијата е линија, значи оној кој што има мака ќе не добие, но кога ќе успееме да допреме до условно кажам здравите и ќе се обидеме да разбудиме таа лична одговорност, да појдат да направат испитување, да не ги забораваме дамите со испитувањата за малигнитетот на градите, да мажите со машкото здравје. За секој си има здравствени протоколи, само треба да ги следиме. И сите заедно треба да влијаеме на тоа. Здравствениот систем треба да биде спремен, затоа и се прават такви кампањи, кога буквално онака, тој ден ќе го одвоиме само за тие превентивни прегледи. И втор проблем што се појавува во Македонија, нешто што нашите пријатели од Европска унија веќе го нотира и заедно со нас работиме на тоа, да не ги чекаме толку долго резултати. Кај оваа целна група, многу е битно резултативе да се, ако испитувањето е направено денеска, се добијат 7 до 10 дена. Да не биде тоа со месеци, бидејќи е прогресирачки и бидејќи за 3 месеци не дај Боже дека уште да го добие резултатот, ние веќе имаме една сосема нова состојба која што за жал отишла веќе на полош. Ми беше исклучително драго да ви имам. Мислам дека убаво појаснивме за Сдруженијето, меѓутоа и генерално за палијативната нега која што во моментот ја обслужувате, баш со основањето пред 4 години на Палиум. Така што се надевам дека ова нема да биде и прво и последно всушност наше заедничко вклучување на Телма. Ќе ви посакам секако успешна работа, многу повеќе донации од комерцијални партнери кои што ќе препознаваат нели и вашата работа, филантропија и хуманост. И се надам дека во блиска иднина повторно ќе се сретнеме и во пресрет можеби на денот на хосписот и палијативната нега во октомври.
Не би чекал до тогаш. Имаме аплицирано за некои проекти кои што очекувам дека ќе ги добиеме, онака оптимистички пристап. Значи дека може и за можам скоро да да ве се поканам, закажеме. да, можеме да договориме и ново гостување, а може да не посетите во нашата канцеларија која се наоѓа во Ѓорче и онака на лице место да видите како сето тоа функционира. Исто така да се заблагодарам на вас како медиум за тоа што допринесуваме да ни овозможувате да допреме до јавноста и се разбира да бидеме подостапни и што повеќе наши сограѓани да дознаат за првата линија за поддршка на палијативни пациенти и нивните семејства, која што мора да истакнам е финансиски поддржана од фондацијата доктор Верица Механџевска и Зеги. Два телефонски броеви во моментот се достапни како прва линија помош за палијативната нега и за палијативните пациенти и нивните семејства. Семејства, така. Веднаш ви благодарам уште еднаш. Благодарам на вас. Ви беше драго, навистина.